Може беше интересно интервјуто, се надевам дека го сакавте, интервјуто ми се допадна со професорката Марија Дојче од Плоча, етничка албанка, која навистина направи убава докторска дисертација за македонците во Албанија, потврдувајќи дека македонците се втора група во Албанија после грчката, дека и на крајот потврдува таа дека се над 150.000 македонци. Се надевам дека со Игор се слушаме. Игор, дали се слушаме? Се слушаме. Добро, ајде да бидејќи имаме 70 минути, веројатно ќе продолжиме и покасно. Се уште е мощно актуелно црковното прашање во Република Македонија, така нареченото признавање од Српската православна црква, па го слушнавме деновиве и рускиот поглавар кој се обрати на македонската црква со Охридска архиепископија, воопшто ниту спомна дека е призната, туку кажа дека е прифатена од Српската православна црква. Што се ова значи? Јас минатиот вторник зборував за надуени балони. Сакал да кажете вие врз која канонска основа треба СПЦ или Грчката патриаршија од Цариград да одлучуваат за автокефалноста и идентитетот на македонската православна црква? Прво да им се извинам на гледачите и на слушателите што не успеав на време да се приклучам, се уште ми е нова оваа технологија, не ја користам по обичај. Колку време имам? Имаме 8 минути, потоа веројатно ќе продолжиме бидот. Затоа сршта сега нека биде. Се обидам тогаш да бидам многу краток сега, па можеби ќе треба на наредната емисија да продолжиме. Првата новина за која што треба да се каже денес е тоа што Светиот Синод на Руската православна црква на 20. мај 22 усвои резолуција во врска со извештај добиен од Српската православна црква во врска со нашиот статус, таа резолуција, тој извештај е тотално во согласност со она што го зборувавме претходно на твојата програма, додека некои се радуваа дека Вартоломеј наводно ни ја признал црквата, автокефалноста. Нели ние рековме дека нема во тоа никакво признавање, освен што укажува дека синодот на МПЦ му ветил дека ќе го користи името Охрид и исклучува употреба на името македонска или било каков дериватив, а во меѓувреме прашањето за автокефалноста се враќа во рацете на Српската православна црква. Според ова што го усвоил синодот, извештајот што го усвоил синодот на Руската православна црква, се вели вака: со одлука на архиерейскиот собор на Српската православна црква од 3 до 19 јуни 59 на Македонската православна црква и доделен автономен статус. Значи, мислам дека тие лаги од пред 2 недели дека автокефалност се признала, веќе треба со нив да расчистиме за да можеме да разговараме што навистина се случува. Понатаму се вели дека на 19 јули 67 година, а тоа е денот кога е прогласена автокефалноста на МПЦ, Македонската православна црква без согласност на Српската патриаршија се прогласила за автокефална. На 15 септември 67 година Архиерейскиот собор на Српската православна црква одлучил да го прекине општењето со иерархијата на Македонската православна црква. Во таа насока, од 67 година на Македонската православна црква е надвор од заедница со Српската православна црква и другите помесни православни цркви. Значи, автокефалноста од тој период не се признава, поневажи. На 9 октомври 2009 Архиерейскиот синод на Македонската православна црква одлучи да го востанови своето ново официјално име Македонска православна црква Охридска архиепископија. Ако се сеќавате, уште тогаш предупредувавме дека додавањето на зборовите Охридска архиепископија на името МПЦ е одиком правец на промена на името на црквата, но чекор по чекор. Инаку,
Името на МПЦ си е Македонска православна црква, Охридска архиепископија е алтернативно име, со уставот утврдено, а не име кој што треба заедно да оди во еден ред, да речеме. Понатаму на 16 мај 22 година архиерейскиот собор на Српската православна црква одлучи да ја врати заедницата со Македонската православна црква. Охридска архиепископија во незиниот поранешен статус признат од 59 година. Значи автономниот статус, оној кој што и онака од 67 наваму велат дека го признаваат. Тој никогаш ни не го оспорувале. Тоа е статусот за кој што се бореше Вранишковски во МПЦ и за кој што и Петар се бореше подолго време и за кој што беше и Нишката спогодба. Воедно се споменува и соодветниот акт добиен од архиерейскиот синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На 18 мај 2022 година неговата светост патриархот српски Порфирий писмено ја извести и неговата светост патриархот Московски и на цела Русија Кирил за одлуката на соборот. На 19 мај 22 на денот на примопредавањето на моштите на Свети Сава Српски, неговата светост патриарх српски Порфирий, неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски Стефан, архиереите на Српската православна црква и на Македонската православна црква Охридска архиепископија отслужија божествена литургија во црквата Свети Сава во Белград. На 23 и 24 мај неговата светост патриархот српски Порфирий, придружуван од архиереи на Српската православна црква, ја посети Македонската православна црква Охридска архиепископија. На 24 мај денот на светите Методи и Кирил рамноапостоли, на крајот од божествената литургија во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, неговата светост патриархот Порфирий објави дека архиерейскиот собор на Српската православна црква на 15 до 21 мај едногласно и еднодушно тргна кон застапништвото на Македонската православна црква Охридска архиепископија и ја благословува, признава, одобрува и признава нејзината автокефалност. Значи станува збор за процес кон нова автокефалност, не она од 67, нова, која што прво Српската православна црква треба да ни ја одобри, а потоа ја дава на другите цркви да ја потврдат. Значи соопштението продолжува. Неговата светост рече и дека откако ќе се разработат сите технички и организацијски детали, за тие се уште ништо не знаеме, а во нив ќе биде и зајакот, автокефалноста ќе биде свечено прогласена со соодветен официјален акт, пошто ќе бидат известени сите помесни православни цркви со предлог да го признаат автокефалниот статус на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Значи, воопшто не станува збор за признавање од Вартоломеј, станува збор за нешто што ќе се бара во иднина. Ќе се бара во иднина признавање и од Вартоломеј и од другите цркви. А српската не признава како свое чедо кое се одделило од мајката, всушност. Тоа е тоа. А прашањето на кое што се уште не одговорил никој од синодот, ниту овие политичариве кои што гледам дека ги активирале, вклучувајќи го и Груевски, кој што до вчера немаше врска од црковните работи, сега наједнаш експерт станал, никаде не покажаа врз основа на која канонска юрисдикција во Македонија Српската православна црква треба да биде таа што ќе биде надлежна за да одлучува за нашата автокефалност. Па после таа да бара од другите цркви да не признаеле. Значи, Српската православна црква во Вардарскиот дел на Македонија има юрисдикција како резултат на окупација и како резултат на купување, препродавање епархии во рамките на Отоманската империја. Повторно како резултат на окупаторско владење. Така имала и грчката, така и бугарската црква юрисдикција во Македонија. Юрисдикција значи надлежност во тие граници, да управува тие граници. Значи со ова не само што се негира автокефалноста од 67 наваму, туку всушност се прифаќа дека ние почнуваме од сега, од Српската православна црква нас ни е коренот. Што стана со древната Охридска архиепископија? Што стана со Само за момент, Игор, јас ќе се извинам да исклучам програмата, ќе продолжиме ние уште неколку минути.
Штовани слушатели, ние ќе продолжиме на социјалните мрежи до слушање од мене на англиски. Да, можеме да продолжиме понатаму. Значи, никој овдека не одговорил од каде добива надлежност Српската православна црква. Ако македонските ослободители и првиот Македонски црковно-народен собор одлучиле дека 45-та година ја прогласуваат Република Македонија за ослободена територија и при тоа се отфрлаат сите врски со надворешни црковни авторитети, односно се отфрлаат секакви надворешни владења со Република Македонија. Што значи сега ова? Дека овие сега, овој синод сега ја враќа МПЦ под окупаторскиот статус и дека за нашата иднина треба тие окупатори да одлучуваат како ние од сега да изникнуваме како македонци и како Македонска православна црква. Демек, Срби кои што наједнаш решиле дека ќе бидат македонци. Тоа е тоа што ни се прави сега. Значи истото што се правеше со Преспанскиот договор, да не претворат во некаква ново компонирана граѓанска нација без етнички национални корени, без врски со македонците во другите делови на Македонија. Тоа го прават сега и со црквата. И тоа, пазете, го прават спротивно на уставот на Македонската православна црква, кој што утврдува и нашиот национален идентитет и го утврдува и нашиот автокефален статус. На Вартоломеј му ветиле откажување од националниот идентитет спротивно на уставот на МПЦ, а пред Српската црква спротивно на уставот на Македонската православна црква прифаќаат автономен статус. Автокефалноста наша, вклучувајќи ги и границите на архиепископијата, границите на епархиите, се утврдени со устав кој што го донесува и може да го менува архиепископски црковно-народен собор. Немаат овластување владиците ниту да го игнорираат уставот, ниту сами да го менуваат. Значи тука станува збор за безправна узурпација на црквата и се повикуваат на некои канони кои што никогаш не ги цитирале. Која е таа канонска процедура што е сега испочитувана? Според кои канони 67-ма прогласувањето на автокефалноста од 67-ма не може да го признае СПЦ, ама ова ново може наедно. Што се смени? Што направија поинаку? Освен тоа што повторно не вратија во автономен статус како од сега да почнуваме и тоа што му ветија на Вартоломеј промена на името. Што е друго сменато од канонски аспект? Уште еднаш да те вратам назад, сакам 1913 година, за прв пат има канонска юрисдикција во окупираните територии на Македонија, во Вардарскиот така тогаш наречен дел, во Егејскиот дел, Грчката и во Пиринскиот дел, Бугарската, спрема кои Христови учења или спрема кои апостолски правила македонските православни верници треба да прифаќаат юрисдикција на Бугарска православна црква, па на Грчка и на Српска православна црква за 1967 година да се дојде до таа независна Македонска православна црква, која, ако се вратиме назад, беше укината 1767 година со ИРД на султанот, пак политичка одлука беше. Ицо, значи вака, кога зборуваат владиците за некакви канони, пазите, канон значи црковен закон, но кога го употребуваат зборот канони, мислат на црковните закони што важеле пред 1000 години, за време на Источно-Римската империја или Византија, како што нарекуваат сега. Тие прекинуваат да важат уште по отоманската окупација. А после отоманската окупација, во своите територии отоманците, значи иноверци, неправославни, одлучувале кој смее да има епархија, кој не смее да има епархија, па дури ги продавале владичките титули. Владиците требало да платат за да ги имаат титулите. На султанот требало да му плаќаат. Ако умре владика и некој друг треба да му ја преземе позицијата, на султанот треба да плаќале. И сега ние зборуваме за некакво апостолско преемство, кое? Од султанот или од првите апостоли? Па зошто е тако? Па зошто е тогаш и Цариградската патријаршија на тој начин владеела во различни периоди со делови од Македонија. На тој начин некое време и Српската, односно Печката патријаршија предходно
укината, па после повторно воведена и Охридската архиепископија на тој начин преку султанова власт. И во вардарскиот дел на Македонија до 913 до поделбата имало мешана юрисдикција. Тука имало и грчки, и српски, и бугарски попови мешале прсти. После најаднаш се случува окупацијата и србите преземаат целосна юрисдикција. За оние храмови кои што претходно биле под бугарската екзархија, ги платиле на бугарската екзархија 20-та година, мислам. Така, дали сега сакам дали ние сме стока која што треба да се купува и да се продава и да не купуваат и да не продаваат нас србите, бугарите, турците или грците? Дали тоа е тоа што нашите владици сметаат дека е канонско? Па во уставот на МПЦ ставија дека сме наследници и на Охридската архиепископија и на Јустинија, например. Што стана со тоа сега? Ако сме наследници нивни, значи ние сме постари од Српската црква. И по која логика сега Српската црква треба да одлучува дали ние... Ме интересира твое толкување на големата радост, организирана, оркестрирана како некоја филхармонија, синодот, црковниот клир, монаштвото, потоа политичарите од еден до последен, политичките партии од една до последна, сите го прифатија ова сослужување и канонско признавање како можне успешно или историски чин. Што вели Игор Аврамовски Александров за тоа? Значи вака, тоа е една веле измама, оркестрирани се тие реакции однапред за да може капитулацијата да се прикаже како победа, за да може да им помине. Значи станува збор на капитулација, она кое што се бара од нас од 67-ма наомо, ние сега го прифаќаме и се прикажуваме како да добиваме ние нешто. Напротив, нашите владици уништуваат се што е направено пред нив и сакаат да се однесуваат како они да се иноватори сега на Македонската православна црква, на Македонската автокефална православна црква. Значи, тие што го оркестрирале, тоа се истите што го оркестрира и референдумот за Северна Македонија, иако не им помина, пак измамнички начин најдоа да кажат дека не треба да се важат тие луѓе што го котирале. Истите луѓе, еве овие од ВМРО ДПМН кои што сега ни велат дека ова е добра работа, прво велеа дека предавство е прогласувањето на уставот на Северна Македонија и нелегално, за по месец-два да кажат дека па тоа е реалност која што сега треба да ја прифатиме. Пратеници на ВМРО ДПМН гласа за тој устав. Раководството на Мицкоски се праше како тоа да го направиле неовластено. А после немаат проблем повторно со нив да колаборираат, па и да се сликаат и на локални избори да колаборираат со истите тие луѓе кои што тоа го промовираат. Самиот Груевски кој што сега зборува дека ова било добра работа со црквата, излезе после усвојувањето на уставот на Северна Македонија да каже дека што е сторено, сега ние треба да направиме колку можеме со ова. Значи пак да се прифати предавството, да се прифати нелегитимната окупаторска држава. И сега истите тие луѓе, координирани, веројатно од позадина, јас претпоставам дека е тоа од Калето, сметајќи дека и Вартоломеј е инволвирана. Вартоломеј подолго време делува како продолжена рака на американската надворешна политика. Но, пазете, нас не излегуваат сега и Груевски, не излегува и власта на Заев, сега Таче, овој што го викаат, не вреди ни презимето да му се спомне. И во хор, значи во хор не убедуваат дека ова е некоја победа за МПЦ. Пазете, иако Бартоломеј самиот каже дека по барање на властите на Северна Македонија го дал тоа комунике што го дал, излегува после Груевски, излегува раководство на ВМРО ДПМН да го фали тој чин како да е кој знае каков успех. Па кажете ми, дали тоа не значи дека за ова дело стојат криминалци? Затоа што Груевски е осуден криминалец. Ако е нелегално осуден политички, тогаш значи дека власта што го осудила е криминална, така? Ако и двете страни стојат за ова,
како и да гледаш, криминалци стојат за ова така наречена автокефалност на Македонската православна црква. Каде се владиците, например, да ги дадат овие објаснувања Груевски што ги дава. Еве, Груевски изигрува тука канонист, не се признавала никогаш православна црква со националното име. Каде се нашите владици да го кажат тоа? Ако е така, зошто во Томосот Српската црква што му го дала на Јован, Српската православна црква се именува како Српска православна епаршија, црква, патриаршија? Да. Каде се тие Томоси што ги кажуваат дека не постои национално име во нив? Сите православни цркви, барем оние кои што се посовремени, признати, да речеме, како возобновени од 19 век наомо носат национални имиња. Можете и на нивните веб страници да видите, можете и на заедничките органи што ги имаат, здружени органи, да видите дека се именуваат по национални имиња. Ме интересира дали ќе го протолкувате ова како продолжение на Преспанскиот договор, бидејќи со Преспанскиот договор, ако се сеќавате, јас еве ќе ве потсетам, во Преспанскиот договор се вели дека институциите на Република Македонија со придавката македонски ќе се бришат сите оние кои ги финансира државата, односно кои се финансирани од буџетот на државата. Меѓутоа, институции како што е МПЦ, која не е финансирана од државата, помагали доброволно во бришење на македонскиот идентитет со бришење на МПЦ со името Охридска архиепископија, односно не е ни Охридска, во комуникето пишува само Охридска црква. Значи ли тука дополнително или комплетно веќе бришење на македонските православни верници и нашиот идентитет како македонци. Впрочем, црквата македонска била држава низ вековите наназад, која го чувала културата, јазикот, идентитетот, така натаму. Да сега овие големо црковни достојници се откажаат тоа доброволно. Значи, Ицо, да не зборувам сега за Преспанскиот договор без да виде пред мене и прецизно да го цитирам, ама едно е јасно, беше јасно однапред, дека Преспанскиот договор ќе отиде подалеку од она што беше тогаш запишано. Например, според Преспанскиот договор можеме да го потребуваме поимот македонци македонски, ама според толкувањето во договорот, тоа е дека означува луѓе кои што живеат во територијата на Северна Македонија, територија која што постои од Втора светска војна наомо. Значи, нова дефиниција на поимот македонци. Но, знаете дека не сакаат да го изговорат тоа. Нашата земја, наместо македонската држава, нашата земја, например. Јасно беше дека тоа беше само уште еден чекор кон тотално бришење на македонците како автохтон народ на Република Македонија и на другите делови на Македонија. Пазите, целата мотивација за барањето за промена на името на Република Македонија од почеток до крај беше да се негира фактот дека Македонија има свој домороден народ кој што е окупиран и поделен во 13-та година, кој што бил жртва на репресии, на етничко чистење, на геноцид, и за да се прикаже она што беше подолба и окупација на Македонија како ослободување на Македонија. Значи, Бугарија, Србија, Грција не окупирале македонска земја, Албанија не окупирала македонска земја, туку ослободила македонска земја. За да им помине таа теза, значи, треба да се заклучи дека тогаш немало македонци, немало македонски народ. И нивната теза е дека поимот македонци е создаден нели од Тито и од Втора светска наому постоиме како посебна нација. Да. И во таа насока е и времената спогодба од 94-95 кога беше направена, и Нишката спогодба. Не случајно немаа проблем србите да му ја признаат црквата на Јован ако не го користи воопшто името македонска. Сега одиме во тој правец и со она што останало од МПЦ, со тоа што сега имаме малку дволична политика. Абе, ние ќе признаеме како македонска за наши внатрешни потреби, ама ќе видиме после другите како ќе ве признаат. А како ќе не признаат другите, знаеме од Вартоломеј, кој што јасно кажа дека нема да се употребува името македонска и тоа нашиот синот тоа му го ветил.
Така да Следејќи ги медиумите, македонските, српските, па и хрватските, дури и руските, сега за ова признавање, канонско признавање на МПЦ, диаспората, односно храмовите, црквите, две епархии во Австралија, Америка, Канада, Нов Зеланд и во Европа ќе представувале тешкотија, затоа што спрема она што го слушав, ќе објасните сега вие, под чија юрисдикција ќе одите вие или што ќе превземите, бидејќи еве овде, освен Игор Аврамовски Александров и Крис Ангелков од Перт, немам јас слушнато некоја друга реакција на општините или пак на управите. Ицо вака, значи, прво, во Австралија имаме две епархии, знаете. Едната е сочинета од оние цркви врз кои што Петар презеде целосна контрола, за да не може локалната македонска заедница да има последен збор во однос на употребата на нивните имоти и нивните средства. Тие цркви, тие храмови ќе мора да се подчинат на она што ќе се одлучи во Македонија. Сега, юрисдикцијата, границите на юрисдикцијата на епархиите се одредуваат со уставот на Македонската православна црква. Тој устав се уште не е сменет. Владиците едноставно го игнорираат како да не постои, како да не важи за нив. Тој важи само кога треба нас да не манипулираат или да не лажат или да не погазуваат. Но дали ќе сакаат прекројување на границите на епархиите, што значи и она што е под Петар моментално во Австралија, ќе знаеме кога ќе видиме некаков предлог за промена на уставот на МПЦ. Кога, ако сакаат они да имаат барем привидно правно владење со црквата, она што го прават сега со Српската црква и со Вартоломеј, треба да биде усогласено и со уставот на МПЦ, бидејќи уставот на МПЦ зборува за автокефалност од 67 година наваму, зборува за наследство од Охридската архиепископија, од Јустинијана Прима. Игор, тие ќе зборуваат сега дека призна Српската православна црква автокефалност и дека испратија благослов до Вартоломеј. Нека зборуваат што сакаат. Ако зборуваме за Австралија, овдека сепак владее некакво право. Јас бев редовно вклучен во одбраната на црковната општина Света Петка, кога Петар се обидуваше да го одземе имотот, повикувајќи се на некакви канони, на статут, на конституција. Знаете што, реков јас, каноните од пред 1000 години не е логично да важат во 21 век. Така е, сега има некои канони кои што важат, но важат до оној степен до кој што не пишува нешто спротивно во уставот на црквата, во конституцијата на црквата, кои што се со времено време усвоени. Она што е опфатено со уставот на МПЦ е она на кое што ќе може да се повикуваат на овдешните судови. Ако уставот на МПЦ биде сменет за да се прекројат границите на епархиите, тогаш оние храмови кои што се под владиката Петар се во опасност. Но тоа не значи дека нема простор за борба, затоа што прашање е дали они валидно ќе го сменат уставот. Јас воопшто не верувам дека ќе го сменат валидно, во смисла што нема да дозволат демократски представници на епархиите да гласаат на таков архиепископски црковно-народен собор. Тоа ќе бидат луѓе избрани од владиците за да дојдат и привидно да дадат согласност во име на народот за да се присвојат за да се усвојат било какви промени на уставот. Ако не го променат уставот, тогаш нема на што да се повикаат на овдешните судови за прекројување на епархиските граници во однос на оние храмови што се под Петар. Во однос на оние кои што се под духовна юрисдикција на владиката Тимотеј, јас мислам дека и претходно кажав. Ние токму заради ова, за да ги заштитиме македонските православни цркви како народни цркви, се боревме толку години со Петар и кога направивме спогодба со синодот, ние не капитулиравме, туку регистриравме самоуправна Македонска православна епархија за Австралија, во која што крајниот збор го имаат овдешните локалните македонски православни општини. Ние прифативме юрисдикција по чисто еклесијастични прашања
од надлежниот владика на МПЦ, но се додека МПЦ останува Македонска православна црква по идентитет и додека не биде ставена под юрисдикција на некоја странска црква. Ако биде ставена под юрисдикција на странска црква, било кој дел од МПЦ или од епархијата, и ако го смени идентитетот, тогаш тоа што таа надлежност која што ја има врз нашите храмови моментално владиката Тимотеј, од правен аспект нема да ја има. Сега, ако дел од народот овде дозволи да биде заведен, да биде измамен и доброволно да се прилагоди на тоа што ќе му биде сервирано и да стане дел од некоја ново компонирана македонска нација, ново компонирана Охридска црква, тоа е друга работа. Но од правен аспект, барем овие црковни општини кои што се под владиката Тимотеј имаат заштита. За жал, правото ништо не значи ако народот нема волја да се бори за да си ги заштити своите законски права. Игор, во тој контекст сакам само да подсетам дека и уставот на Македонската православна црква правно се уште важи. И додека важи, треба да направиме се што можеме и тука и во Македонија да го заштитиме. Потребно е секаде народот да даде јасно до знаење дека ние не прифаќаме дека Српската православна црква или Грчката има надлежност да одлучува за нашата валидност како Македонска православна црква. Дека ние се придржуваме на нашата автокефална црква која што преку која што ја возобновивме Охридската архиепископија како дел од ослободувањето на Република Македонија од окупација. И тоа дури и да не успее да го заштити уставот, знаете што? Ова во историјата што се прави сега ќе влезе како велепредавство рамно на Преспанскиот договор, можеби и полошо. Барем да се знае дека не сме легнале сите на брашното, дека не сме биле соучесници, туку дека имало народ кој што пружал отпор. Затоа што ако ние во наше време не го спречиме ова што се случува, можеби нашите деца или внуци во иднина ќе направат нешто. Зарем сакаме да ги ставиме нив во ситуација кај што ќе речат утре Грција или Бугарија или Србија, како денес што викаат бугарите, па видете пред 80-90 години вашите револуционери или вашите представници викаат дека се бугари. Значи да не било така, ако ги нарекувале така и ако не кренале глас доволно јасно, лесно е да се фалсификува историјата. Сега со ова фактички се прави фалсификување на историјата на македонскиот народ. И ние не смееме да бидеме соучесници во тој фалсификат. Ние треба да оставиме траг дека не сме го прифатиле ова, дека ова го направиле манипулатори од озгора, но македонскиот народ не го направи. И од тој само една работа што е многу битна, затоа што претходно ме праша зошто имаше толку радување за признавање за не знам што. Тоа е фактички дел од една психолошка манипулација, да го заведат народот со лаги и дезинформации дека добил нешто, да има за што да слави, за после и кога ќе согледа дека бил измамен, некои луѓе од гордост, од срам, од суета, да не го признаат тоа и да си продолжат да си го тераат, затоа што немаат доблест да признаат дека сгрешиле и да преземат нешто да си ја поправат грешката. И тоа е многу опасна работа. Добро, Игор, сметам дека дојдовме до крај. Сакам да оставиме нешто за после 12 јуни, повторно ќе ве побарам, нели тогаш ќе треба да сослужува поглаварот на Македонската православна црква, неговото блаженство господин Стефан, со се, како се вели, се, не ми текнува сега во моментот, со Вартоломеј. Ќе служат за духовден и ќе видиме што од тоа ќе произлезе понатаму. Благодарам многу за овие... Во однос на Вартоломеј само ќе кажам дека е срамота поглавар на Македонската православна црква да сослужува со владика кој што не го признава неговиот народ. Значи, самото сослужување со човек кој што го негира македонскиот идентитет, за мене е голем срам, недостојна работа за архиепископ на Македонската православна црква. Добро, ви благодарам. Ќе се слушнеме, како што реков, повторно на Македонската радио програма после 12 јуни. Ќе видиме како до тогаш ќе течат работите. До слушање и благодарам. До слушање.